На последниот ден до истекот на рокот за исполнување на реформската агенда, молк од собранието за донесување на изборниот законник. Политичките партии се подалеку од можен компромис. Не е закажана ниту нова средба на пратеничките групи, откако опозицијските партии не договорија заеднички позиции за кои власта е подготвена да ги прифати во замена за гласањето на диаспората. Опозицијската СДСМ не попушта од ставот дека треба да бидат донесени само препораките на ОПСЕ ОДИХР. Лидерот Филипче вели дека нема да дозволат да се воведе механизам со кој ќе се изманипулираат изборите преку условот на власта за гласањето на диаспората. Предлагаат обединување на ставот на опозицијата. Како е тоа обединување на ставот на опозицијата околу изборот? Кои се тие да иницираат нешто по наредба на Мицкоски? Нашите ставови се јасни. Ние немаме проблем со една изборна единица. Ниту пак имаме проблем со, и го поддржуваме, делот да се зголемат финансиите за помалите партии на сметка на наше намалување на финансиите кои што ги добиваме од државата. Немаме проблем. И го поддржуваме тоа. Не може да има член кој што дозволува поинаков начин на гласање на диаспората. Политичкиот театар на СДСМ, Левица и ДУИ не поминува, се докажа дека немаат намера да се договорат за нов изборен законник, обвинува владеачката ВМРО ДПМН. Едните демек повикаа опозицијата да седне и да разговара, а другите демек не ја прифатија понудата. Ова е само провидна игра на опозицијата со која единствената цел е да не се олесни гласањето на диаспората и да не се донесе нов изборен законник. Не попушта ниту Левица. Средба нема да има по вина на СДСМ, велат од пратеничката група. За нив е важно да се испочитуваат препораките, па дури тоа да биде и за 2 месеца од сега. Евроамбасадорот Михали Струка се надева оти денеска ќе се постигне консензус меѓу политичките партии за измените на изборниот законник, што е обврска од реформската агенда. We really do hope that there is today. Висна се надевам дека денеска, затоа што уште денеска и утре, значи утре е последниот ден за постигнување на консенсус. Јас навистина се надевам дека тој консенсус помеѓу политичките партии ќе се постигне. Имајќи предвид има информација дека политичките партии, всушност нивните координатори се сретнуваат на дневна основа, така да навистина се надевам дека и овој чекор од реформската агенда, тоест измените на изборниот законник ќе можат да се постигнат. Изборниот законник е блокиран со над 13.000 амандмани од СДСМ и Левица, па расправата по нив е неизвестна. Доколку денеска не се дојде до консензус, државата ризикува да изгуби дел од финансиската поддршка од фондовите на ЕУ, вреден 4,2 милиони евра. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.